Почитувани гледачи, добар ден. Тоше Ангелески, Калина Александра, Сања Тодоровиќ, Тамара Волчевска, Да Солушам бенд, Бојана Арсовска и други се новите уметници кои што се представија на овогодинешното издание на фестивалот Макфест. Со своите вокални способности и различни стилови, секој еден од нив успеа да се представи во најдобро светло на самата сцена. Останете со нас, за да се запознаете со нив. Тоше, добро вечер. Добро вечер. Ти со што ни се представи оваа вечер? Вечерот се представи со песната "Не прашувај". Мислам дека публиката е пријатно изненадена од мојот настап. Колку време ја подготвуваш еве песна? Па песната ја подготвувавме неколку месеци, така да мислам дека крајниот продукт ги задоволи вкусовите мои, од мојот композитор, од жири комисијата на Макфест, сите се присутни вечерва во оваа сала и пред малите екрани. Како беше чувството еве оваа вечер да се прикажеш на самата сцена на Макфест? Па самото појавување за мене на Макфест е едноставно на начин победа. Имам нека позитивна трема пред самиот настап, но кога се појави на бина се тоа исчезна. Нормално осетив енергијата на публиката, така да мислам дека се окей, најдобро беше. Под кое менторство работевте? Јас случајно разборав дека работите со Илија Ќосевски професор. Да, со професор Илија Ќосевски, да го поздравим во прилика. Песната ја правеше тој, јас се испеав. Добар продукт. Штипјани се процени по добрата организација, добри композитори и мислам тоа е традиција веќе како и Макфест, така да мислам дека нема промарше. Може ли накусо да ни кажеш од каде ни доаѓаш и од каде е љубовта за музиката? Па љубовта за музиката уште мали нозе, мислам од пето одделение. Почнав како инструменталец, првиот инструмент беше хармоника, како што се развиваше мојата желба за музика, се запишав средно музичко, а тука заврши факултет во Штип, така да мојата траекторија малце подолго, да речам, од мали нозе и мислам дека до крај на живот ќе трае тоа. И Штип ми е поврзан град со мојот живот и со факултет, и со први љубови, со први другари, со први разни искуства, а и со прво искуство на Макфест, што мислам дека во мојот живот има едно Штипево град има на многу високо ниво за мен лично, да. Кажи ми некаква еве од самото искуство, кажи ми како ќе го запометиш Макфест како организација, што представува за тебе? Макфест представува една таква машинерија, таква организација што искрено не знам кои зборови да го потребам за да доловам точната конотација на Макфест. Макфест е нешто многу големо за мене. За сите македонци тоа е, како да речам, како во кодот на македонците ќе остане во уште многу долги години. Самата организација е толку на високо ниво што мислам дека сум на фестивал некаде пример во Германија или во Америка. Значи организацијата голема благодарност и браво за општина Штип, за началникот Иван и за цела екипа околу него, затоа што мислам дека фестивалот е на толку многу на високо ниво што реално би посакувал секоја година да бидам учесник тука. Јутоа, Тоше, ти ту овде не застануваш. Што е следно? Последно е многу македонска музика, многу добри преработки, па и можеби некои изворни преработки, што значи не застануваме тука, продолжуваме. Исто штипска екипа, мислам дека ти кажам, Штип ми е град што ми е во душата. Штипани ги обожавам, ги сакам, од секогаш ми е давале поддршка од кога сум дошол тука до денеска, така да со штипска екипа одиме напред. Еве една порака за крај за младите. Што би препорачал еве за сите кои што сакаат, но сепак се колебаат? Вака сите млади можам да препорачам многу работа, верба во себе. Сите доаѓаме во периоди каде што мислиме дека сме во најделна линија, уствари се тоа е некоја поука за некој левел погоре, така да многу работа пред се, љубов према музиката. И кога се има љубов, кога се работи за музиката, и финансите и популарноста се оди поред. Тоше ти посакуваме среќа и те очекуваме во првите места. Фала ви многу, поздрав во вашиот цел тим, па се гледаме за убаво.